Кога е во прашање меѓународната сцена, се осврнуваме прво на еден регионален проблем. Не е проблем, една тензија помеѓу Србија и Црна Гора, бидејќи сега србите откриваат што? Дека во Црна Гора има луѓе кои што учествувале во подготовката на атентатот на Вучич. Практично се работи за онаа група која неодамна, односно пред неколку дена беше разбиена, мафијачка група на Велимир Беливук и која е обвинета дека покрај оној криминал кој бил правен, за што треба да бидат изнесени пред лицето на правдата, беше пронајдена и снајперска пушка во арсеналот при запленување, која најверојатно имала намена за атентат на некој од високите функционери во Србија. Се смета дека тоа Александар Вучич, претседателот на Србија, особено бидејќи тој самиот претходно излезе во јавноста и рече дека бил прислушуван, дека неговите безбедносни служби велат дека некој се подготвува да му направи атентат. За жал, она што можеме да го видиме во српската јавност е дека се повеќе и повеќе сознанијата одат според нивните служби и нивните медиуми, односно ние се раководиме од тоа што јавуваат српските медиуми, е дека длабинските информации, длабинските безбедносни структури кои им давале поддршка на овие групи за евентуалниот атентат, одат дури до Црна Гора. Србија не ја обвинува директно Црна Гора, но обвинува дека полицијата во Црна Гора не преземала ништо. Овие два црногорски клана, тоа се тие два клана зад кои оваа група во Белград и Апсина која им давала логистика, работела за нив, ништо не презела засега за да ја сузбие таа криминална група, која ќе потсетам повторно ризикуваше да го направи да го повтори 12 март 2003 година, кога беше ликвидиран тогашниот претседател Зоран Џинџич од тогашниот земунски клан. Некако на србите им се врати историјата, таа мафијашка историја, тие насилства и обид за некаков атентат. Српските медиуми, повторно ќе кажам, велат дека линијата на соработници, на конспиратори за целата оваа работа се во Црна Гора, а официјалната црногорска власт за сега не презела ништо да открие докрај кој стои, што стои, дали тој можеби обид за атентат може повторно да се повтори, бидејќи ова едната група може да има уште некоја кој ќе се подготвува. Ќе видиме што ќе се случува, тоа изминатиот период ја подигна тензијата на Балканот. А всушност и внатре во Србија, например, ја следев изјавата на поранешниот претседател Тадич кој што вели Беливук е создаден од администрацијата на Вучич. Па добро, да, тој тоа го вели, но факт е дека уште од 90-тите години на минатиот век криминалците и криминалните милеа кои ги имаше во Србија беа ставени во функција на политиката и политичарите, бевме сведоци од некогашниот Љуба Земунац, преку Аркан, преку Легија, преку Земунскиот клан кој се закануваше да ја победи државата, па беше брутално расторен 2003 по убиството на Џинџич, дека очигледно таму не е тоа сузбиено, туку се уште има такви структури, подземни структури, но едно е сигурно, таквите мафијаши и таквите криминалци не можат да бидат толку успешни доколку немаат поддршка од некој од безбедносните структури. Сега е прашањето кои безбедносни структури и кој од безбедносните структури стоел зад групата на Беливук. Тоа е прво, и второ, кои разузнавачки служби, бидејќи српските власти излегоа утринава и рекоа дека освен што води трагата до високи безбедносни функционери од Црна Гора, се оди до таму дека се вмешани две разузнавачки служби кои имале за задача според нив да дестабилизираат Србија, бидејќи како што и самите се фалат и велат дека Србија има огромен напредок во на неколку полиња, па оттаму на некој не му одговара таква силна Србија, така велат они. Ќе видиме што ќе биде во наредниот период, или па можеби се тоа ќе се заташка до некоја друга ситуација и до некоја друга политичка гарнитура која повторно ќе се соочува со ехо од минатото. Прилично потенцираше дека Иран во моментов е една од главните теми во светот со оглед на тоа што го прекршува нуклеарниот договор. Всушност твојата анализа се базира на тоа дека Иран произведе метил ураниум за своите нуклеарни реактори, за гориво, меѓутоа од тој метал ураниум може да направат и нуклеарна боева глава, со што се крши договорот со Меѓународната агенција за атомска енергија. Иран тоа го направи,
беше укорен од Меѓународната агенција за атомска енергија, тоа е утринава, меѓутоа Иран само рече онака, нели, во свој стил Техеран го гледаме изминатите години, дека договорот со американците е минато и дека Иран сега и нината гледа во производство на нуклеарна енергија. Тие ни во еден момент до сега не велат дека ќе направат нуклеарно оружје, но тоа беше повод американската администрација на неколку пати покрај санкциите, ембаргата и да има закани за војна интервенција. Ние бевме дури сведоци дека претходната администрација на Доналд Трамп беше подготвена да изведе и војна инвазија врз Иран, меѓутоа ми се чини дека Иран куртоли само затоа што мандатот на Трамп заврши прерано. Ја верувам дека тој да беше реизбран, веројатно ќе имаше некоја војна интервенција, а исто така ќе потсетам и секогаш потсекам дека Иран е дел од оние три земји кои беа наречени оска на злото во од поранешниот председател Џорџ Буш, тоа беа Ирак, Иран и Северна Кореја. Се сеќаваме како заврши Ирак, Доналд Трамп Северна Кореја сакаше да ја пријателски да пристапи, бидејќи очигледно имал атомско оружје, па стравуваше дека може да возврати. Сега Иран повторно на мета, ќе видиме новата администрација на Бајден, дали ова ќе биде повод конечно да се пресметаат со Иранската Исламска република и тамошните власти, или можеби ова само уште еден инцидент во низата кои следуваат во иднина помеѓу американската администрација и Техеран. На геополитичката мапа, каде е Иран со како закана? Па доколку добие нуклеарно оружје, стравуваат вака. Јас ќе го упростам дека Иран е главниот конкурент и опонент на Саудиска Арабија во производство на нафта. Ако се земе во предвид дека Саудиска Арабија е традиционален сојузник на Соединетите Американски држави и на Британија, автоматски Иран им е спротиставен и не им одговара Иран да има тој потенцијал за производство и дистрибуција на нафта. А ќе потсетам, Иран е у тесна соработка со Кина и со Русија, па оттаму ми се чини дека таа борба меѓу двете велесили, која со договорот на старт се обврзаа дека во наредните 5 години нема да војуваат, не значи дека нема да влезат во некој воен судир помеѓу своите регионални партнери. Тука е Иран од една страна, а од друга страна сунитскиот арапски свет, односно Саудиска Арабија. Дејан, ти благодарам за оваа анализа, оваа редовна анализа во брифинг. Продолжува и утре секако во утрешното издание. Да.